вчера, 8 ноември 2022 година, околу 17 часот на бројот 112 добивме повик од лице кое што ми пријави дека заедно со негов пријател планинареле некаде во реонот на врвот Бакардан на планината Шар планина во насока на врвот Титоврв, едни од нашите највисоки врвови. При тоа, поради мракот се изгубиле, залутале и не знаеле каде точно се наоѓале. На едно од лицата не му било добро, поради што двете лица побарале помош. Од страна на Центарот за управување со кризи, веднаш се известени Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за внатрешни работи и Територијалната противпожарна единица, како и итната медицинска помош. Подоцна, половина час подоцна, повторно се јавило истото лице и пријавило дека лицето на кое што не му било добро се лизнало и пропаднало во некоја провалија која што според негово видување е многу длабока и истото не може да воспостави ниту визуелен, ниту аудио контакт со лицето. Кога викало полицијето не добивало никаков одговор. Да напоменам дека тоа е ова место на кое што се наоѓам сега и кое што во текот на вечерните часови било исклучително лизгаво поради снегот кој што е паднат овде и кој што е замрзнат и исклучително лизгав. Од страна на МВР кон местото на настанот веднаш се упатил началникот на СВР Тетово, воедно е упатена и патрола од полициската станица Попова шапка, но се упатени и екипи од единицата за брзо распоредување, специјалната единица ЕБАРА. Воедно е тргнат и тим од 5 пожарникари кои што бил со изворедна обука за планинско спасување. Итната медицинска помош останала на Попова шапка, каде што чекала да биде донесено повреденото лице. Еден припадник на ЦУК исто така влегол во возилото и дошол до најблиската позиција на ова место. Околу 8:50 часот возилата кои што се движеле во насока на Титоврв го пресретнале едното лице, кое што исплашено и премрзнато самостојно се упатило кон Попова шапка. Лицето било качено во возило и однесено во насока на Попова шапка, каде што се наоѓала итната медицинска помош, додека спасувачките екипи ставени од припадници на ЕБАРА и Територијалната противпожарна единица од Тетово, заедно со началникот на СВР Тетово и неколку други старешини и полицајци од Попова шапка, продолжиле кон ова место на кое што сега се наоѓам, кое што во суштина е седлото помеѓу врвот Бакардан и Титоврв. Набрзо по доаѓањето овде, храбрите припадници на единицата за брзо распоредување почнале со претрага на теренот. При тоа старешината кој што ја предводел групата специјалци од ЕБАРА отишол во оваа насока од каде што можел да има подобар поглед кон провалијата. Да напоменам дека се работеше за ноќ, но поради месечината имало одредена видливост. Додека старешината од ЕБАРА се движел во оваа насока, ја изгубил равнотежата, се лизнал и пропаднал во провалијата. Неколку секунди подоцна и началникот на СВР Тетово, тука некаде зад мене, се лизнал и паднал, но тој имал среќа, се лизгал само неколку метри и успеал да се задржи за некој карпа. На началникот на СВР Тетово веднаш му е помогнато, внимателно бил извлечен од местото на кое што успеал да застане. Полицајците кои што биле на лице место почнале да викат по нивниот командир кој што бил на оваа позиција, но не добивале никаков одговор. Извесно време подоцна успеале преку радиостаница да воспостават контакт со старешината кој што пропаднал во провалијата. Старешината, очигледно дека бил повреден, едва зборувал тивко. Тие од него побарале да испука неколку куршуми во воздух, за да можат да го лоцират каде точно се наоѓа, за да може да му пружат помош, но тој не можел да го најде својот пиштол. Да напоменам дека провалијата во која што пропаднал до првата тераса, односно до првото рамно место е можеби 600 до 700 метри, па можеби 70 степени, значи исклучително стрмна провалија каде што со голема брзина се лизгал кон терасата на која што застанал. Во тој период на лице место дошол господинот Ибрим, кој што е директор на Националниот парк Шар планина, но воедно е и одличен планинар. Заедно со него дошол и нашиот
алпинист и херој Надир Мурсели, извореден алпинист кој што има и големо искуство во спасување на лица од вакви тешко пристапни терени. Со начовечка храброст и пожртвуваност, алпинистот Надир некаде од оваа страна почнал да се спушта, се разбира носел алпинистичка опрема, имал дерези и друга опрема. Тие најпрво се обиделе заедно со Ибраим да пуштат јажиња заради безбедност, но јажињата кои што ги имале, а кои што биле долги околу 300 метри, едноставно не стигнувале до крајот на провалијата. Поради што, изложувајќи се на висок ризик, херојот и алпинист Надир почнал да се спушта кон повредениот старешина. При тоа, движејќи се внимателно надолу, истовремено го барал и другото лице, кое што тука некаде на ова подрачје исто така се лизнало и пропаднало во провалијата. Значи, движејќи се надолу, барал две лица. И лицето приморно кое што паднало во провалијата и старешината од специјалците, од Дебара. Потоа, кога се спуштил, би рекол, 500-600 метри подолу, налетал на првото лице, исчезнато лице, кое што било во безсознание, имало видливи повреди на главата и на телото. Надир се обидел да го напипа пулсот, но не успевал да го напипа неговиот пулс. Во тој момент Надир забележал, слушнал како старешината зборува по радиостаница, но не можел да го детектира точното место, односно локацијата на која што се наоѓа старешината, бидејќи, како што реков, се работеше веќе за доцна во ноќта, некаде околу 1:15 часот по полноќ. Во тој момент алпинистот успеал да забележи малата лампичка од радиостаницата, од радиоврската која што со себе ја носел старешината и која што не му испаднала, и движејќи се кон неа успеал да го најде полицаецот. Старешината бил со видливи повреди, но бил свесен, комуникативен, можел да зборува. Овде алпинистот му дал прва помош онолку колку што можел, му помогнал прво да се стопли, му дал вода и потоа размислувал како понатаму да постапи. Се обидел да го убеди полицаецот да стане. Полицаецот, иако бил со силни повреди, немал скршеници, видливи скршеници на рацете и нозете, успеал да стане, но имал силни повреди на главата, видот му бил прилично нарушен, но можел да продолжи со движење. Со надчовечка сила, полицаецот започнал со помош на алпинистот да се движи. Движејќи се постепено, подпирајќи се на алпинистот. Продолжиле да се движат надолу кон горна лешница која што се наоѓа во бездната позади нас, која што е популарна дестинација планинарска, бидејќи се наоѓа еден многу убав водопад. Во исто време, дел од специјалците од Дебара останале овде на ова место, доколку има потреба од овде да интервенират, но дополнителни сили од Дебара се упатиле кон горна лешница. Со возила дошле до бачилото кај горна лешница и оттаму пеш продолжиле во насока на крајот на оваа провалија. Известно растојание над бачилото, кое што не можеме да го утврдиме прецизно, припадниците на Ебара налетале на алпинистот кој што буквално на себе го потпирал тешко повредениот полицаец. Повеќе од 10 припадници на Ебара биле овде на лице место, размислувајќи дали да продолжат код другото повредено лице, заклучиле дека е невозможно, бидејќи се работи за исклучително стрмен и замрзнат терен. Затоа одлучиле, значи тие веќе биле кај горна лешница, во близина на бачилото, да му помогнат на тешко повредениот полицаец да го однесат до возилата, каде што чекале два доктори. Продолжиле кон возилата, додека одлуката за излекување на второто лице е оставена за во раните утрески часови, бидејќи ова веќе се случува во текот на ноќта. Морам да погледнам во мобилниот, лицето некаде околу 5:45, повредениот полицаец е донесен на попова шапка, значи некаде околу 4 часот, 4,5 часот, е донесен одлука хеликоптерот со појавата на првата светлина да полета полицискиот хеликоптер и
овде да исфрли екипа на специјалци од тигрите кои што беа во приправност, алпинистички тим од тигрите. Нагласувам дека во текот на ноќта мисијата да продолжи беше невозможно. Но со појавата со разденувањето во Скопје имаше голема магла, прогнозата кажуваше дека ќе има уште извесно време магла, поради што хеликоптерот не можеше да полета и моравме да почекаме да се расчисти маглата за безбедно полетување на хеликоптерот. Некаде околу 9 часот утрово, рано утрово и јас со уште неколку припадници на Центарот за управување со кризи стигнавме овде на лице место за да можеме да координираме овде од лице место. Некаде околу 9 часот хеликоптерот дојде овде, но не можеше да го лоцира местото, поради што најпрво слета овде на оваа позиција каде што се наоѓаме и која што е исклучително опасна, бидејќи рано утро беше исклучително замрзната. Потоа хеликоптерот направи неколку кругови и најде точка за приоѓање кон местото на кое што се наоѓаше повреденото лице, за кое што не можевме да констатираме дали е живо или мртво. Понатаму, во наведувањето на хеликоптерот повторно ни помогна алпинистот, нашиот херој Надир, кој што го наведуваше хеликоптерот и беше подготвен доколку има потреба повторно да се спушти по овој исклучително стрмен и лизгав терен до местото. Хеликоптерот успеа да ги исфрли припадниците на тигрите, на алпинистичкиот тим на тигрите, долу во близина на местото каде што се наоѓаше првото тешко повредено лице. Тигрите отидоа до лицето, не можеле да забележат знаци на живот, но се разбира дека не можеле да констатират ниту смрт. Го качиле тешко повреденото лице во носилки, потоа било истото качено во хеликоптер, од каде што е транспортирано до најблиската медицинска установа, односно хеликоптерот слета во Тетово, каде што го пречека екипа на брза помош. За жал, екипата на брза помош констатира смрт на првото лице, на првиот планинар, поради кој што и започна целата оваа спасувачка мисија. Додека припадникот на Ебара, старешината од Ебара, кој што исто така има сериозни повреди, е згрижен во медицинска установа, исто така и началникот на СВР Тетово, кој што се стекна со лесни телесни повреди. Последна благодарност до господинот Ибрим, директорот на Националниот парк Попова Шапка, кој што на дело покажа како треба да се грижи и за луѓето кои што се движат во Националниот парк Шар планина, се извинувам, но посебна благодарност до херојот Надир, алпинистот Надир, кој што буквално помогна да биде спасен животот на старешината од единицата од Ебара.